Не само што Цитан е вистински Мерцедес, туку за прв пат и сериозен конкурент на Volkswagen Caddy. Со заоблената решетка на ладилникот и тенките фарови, предницата изгледа како мешавина помеѓу Вито и Б класа. Сепак, страничниот и задниот дел останаа под влијание на француската дизајнерска школа. Речиси 4,5 метри долгиот Цитан првично ќе биде лансиран како доставно комбе и патничка верзија со 2,72 метри меѓуоскино растојание. Така, на првиот му нуди товарен простор долг 3,05 метри, кој по желба може да се товари преку страничните лизгачки врати исто стандардно преку двојните задни врати. Комбето е оптимизирано за големи оптоварувања, носи до 782 килограми кои може да се распределат во товарниот дел со капацитет од 2,9 кубни метри, а исто така може да влече приколка тешка до 1,5 тони. Целосно застаклената патничка верзија е дизајнирана да превезува патници кои може да влезат преку две лизгачки врати. Подоцна ќе има варијанти со долго меѓуоскино растојание, како и изведба по рецептот на Т класа, која е намената за приватни купувачи. Во внатрешноста Цитан мора да се задоволи со комбиниран дисплеј и 7-инчен екран на допир на централната конзола. Логички структурираниот и интуитивно управуван инфозабавен систем MBUX е достапен во различни нивоа на опременост. Армадата на системи за помош обезбедува добро чувство во кабината, но за жал повеќето од нив се достапни само со доплата. Цитан се испорачува со бензинци и дизели во распон од 75 до 131 коњска сила. Најслабиот дизел од 75 и најсилниот бензинец од 131 коњска сила се превземени од Рено, а германците вградуваат уште 2 дизели и 1 бензинец. Преносот на силата е на предните тркала преку 6-степен мануелен и 7-степен автоматски менувач кој ќе влезе нешто подоцна во понудата со посилните мотори. Сегментот на комбиња е широко развиен и конкуренцијата доаѓа од сите страни. Во Mercedes-Benz цврсто веруваат дека имаат многу аргументи да ги убедат купувачите дека Цитан ја заслужуваат звездата на својата маска. Дали се во право, ќе се види набрзо.